vraćam, se podsmeva Gohuleja Isusa. Ti što urivaš, ipak sonci duvaš hramot. Ako si sin od Božji, slezi od krsta sam i spasi se. O Bože moj, zašto me ostavi? O tatko moj, zašto me ostavi? O Bože moj, zašto me ostavi? Ne znam što prava prosti. Zemlja ta raspuka na parčinja, grobovi se otvorija, sveti voskresna. Mir vam, Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti imето Tvoje, da dojde carството Tvoje, da биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Левот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, зашто Твое е царството, и силата, и славата во сите векови, во сите векови. Амин. Господовата молитва од Матеј 5. Денеска ќе зборуваме за Светото Писмо, живото слово напишано од самиот Бог, некои состојби од Евангелието по Матеј, 11-тата и 12-тата глава, кои зборуваат и го појаснуваат христијанството не како религија, туку како пат на средбење, туку како тесен пат што води кон животот и кон Исуса Христа, а тоа е патот кој Исус го изоди за нас и затоа тој вели на едно место: поучете се од мене, затоа што сум мирен и кроток по срце и ќе најдете мир за душите ваши. Значи, Свето Евангелие по Матеј, Новиот Завет со нашиот Господ Исус Христос, 11-тата глава. И кога ги заврши Исус овие заповеди кон 12 своји ученици, замина оттаму да поучува и да проповеда по нивните градови. А Јован, штом чува затворот за Христовите дела, испрати двајца своји ученици. Тогаш е Јован во затвор крстител, затоа што го критикува царот Ирод дека прави смртни гревови, и тој го става во затвор и понатаму му ја отсекува главата. Но тука има еден интересен стих. Предходно во 10-тата глава: кој ќе ја запази душата своја, ќе ја загуби, а кој ќе ја загуби душата своја заради мене, ќе ја зачува. Ако вие поверувате во Господ Исус Христос, ќе знаете дека животот на земјата е минлив. Тоа е еден здив, 1000 години за Господ се како еден ден, а потоа вие, ако го изберете Исус, одите со Него во Божјото царство на небесата. Ако не, телото се предава на сатаната, а душата чека суд според делата.
По делата ќе ги познаете. А Јован штом чува затворот за Христовите дела, значи Христос правеше дела, испрати 20 своји ученици кај Исуса и му рекоа: ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме? Ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме? А Исус им одговори и рече: одете и кажете му на Јована што слушате и што гледате. Одете и кажете му на Јована што слушате и што гледате. И ги кажува чудата кои се случуваат кога Духот Свети почива на вас, што подразбира живо христијанство. Слепи прогледуваат, сакати проодуваат, лепрозни се очистуваат, глуви прослушуваат, мртви воскреснуваат и на бедните им се проповеда Евангелието. На блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Кој сте вие сте жедни, односно бедни за дух. И блажен е оној, вели Исус, што не се соблазнува заради мене. И блажен е оној што не се соблазнува заради мене. А кога си отидоа овие, учениците на Јован, Исус почна да му зборува на народот за Јована. Што сте издагле да видите во пустината, трскали што се лулее од ветрот. Но што излеговте да видите човек ли облечен во меки алишта? Ете оние што носат меки алишта по царските палати се. Па што излеговте да видите пророк ли? Да ви велам, вели Исус. И повеќе од пророк, зашто тој е за кого е напишано. Еве сега Исус зборува за Јован Крстител. Тоа што го запишал Отецот преку Духот. Ете, јас го праќам мојот ангел. Ете, јас го праќам мојот ангел пред лицето Твое. Тој ќе го приготви патот Твој пред Тебе. Значи, Јован Крстител е ангел. Ангел. Не е паднат ангел од сатаната, туку е ангел позадача дојден на земјата. Еве што вели. Зашто тој е за кого е напишано. Ете, јас го праќам мојот ангел. Тој е Јован Крстител. Пред лицето Твое, се мисли на Исус, тој ќе го приготви патот Твој пред Тебе. А Јован велеше, Јованово крштение со вода: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. И понатаму еве Исус што вели за Јован: вистина ви велам, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јован Крстител. Значи, родени од жена, родени од Бог Отец, од друга категорија, синови Божји. Вистина ви велам, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јован Крстител, но најмалиот во Царството Небесно, најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. И на неколку места во Библијата има роден од Бог, јас сум твој син, денес ме роди, или ако некој не се роди од озгора, нема да го види Царството Божјо. Значи, вистинското родение е од Бог, не од жена. Иако знам дека е тешко да се разбере, кога читате Библијата, молете го Бог да ви ги отвори словата и ќе разберете. Понекогаш во Библијата има приказни кои луѓето ги разбираат површински, наративно, како приказни. Тоа се метафори за да се разбере, за подобро да се разбере, а Исус, односно Светото Писмо е такво, бидејќи Исус е Словото, што повеќе пати се повторуваат одредени работи. И понатаму, еве што вели, но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. Значи, кога ќе бидете во Царството Небесно, тоа е сосема друга категорија, роден во Бог и роден од жена. А од деновите на Јована Крстител па досега, значи од кога Јован крштеваше, Царството Небесно насила се зема и силните го грабаат. Што подразбира тоа? Па затоа што во Евангелие по Јован, кога се вели и им даде, во англискиот превод, им даде сила да станат синови Божји. Затоа што Исус им вели на апостолите: почекајте додека се облечете со сила од озгора, односно Духот Свети, Духот на Отецот престојува во вас, за да имате сила. Оти ние вака, без него немаме сила. Телото е греовно, нашата душа е греовна, грешна природа, отпаднати ангели.
Значи две категории имате: паднат ангел, што сте вие, што треба да го изберете Исус, да се родите во Бог, и оној ангел кој го испратил Господ, значи одредени луѓе, како Јован Крстител, Исус. Еве, уште еднаш тој стих: јас го праќам мојот ангел пред лицето твое, се мисли на Јован Крстител, значи Јован Крстител е ангел. А од деновите на Јована Крстител па досега Царството Небесно насила се зема, односно само ако Духот Божи престојува во вас, ако го возлюбите Словото и останете во него, Светото Писмо се мисли, има еден стих, тогаш ќе дојдеме со Отецот, вели Исус, и сокровиште во вас ќе направиме во вашето срце, тогаш Господ живее во вас, како што вели апостол Павле: не живеам јас, туку Христос живее во мене, и тогаш сте облечени со сила за сведоштво, како што им вели на апостолите: почекајте додека се облечете со сила од озгора, за да имате сила за сведоштво. Светиот Дух ви дава сила да разликувате духови, да правите чуда, и со него сте запечатени за денот на воскресението. Кој ќе го нема името на Христос на челото? Таму во Откровението, после што се случува со него, страдање и маки, бидејќи тоа е првата смрт, втората смрт и така натаму, тоа е друга тема. Значи, Царството Небесно насила се зема, односно со дух, и силните го грабаат, зашто сите пророци и законот беа пророкувале до Јована, а од Јован имаме сосема друга приказна. Тоа е Бог да живее во вас, тоа што е крајната цел, да се родите во Бог, и Бог да живее во вас со сета полнота, бидејќи и во Откровението, кога се зборува за Новиот Ерусалим, убаво е објаснето и напишано дека во Новиот Ерусалим нема да има храм, туку храм ќе биде Отецот и јагнето кои се едно. Значи, ние ќе живееме во дух, во Бог, не во тело, а телото има гревовна природа и се враќа во земјата, како што пишува Старозаветно, и од земја ќе се врати, освен кај одредени луѓе кои толку се просветлени, што и телото го просветлуваат, и со се тело се грабнати како Енох и други запишани во Библијата. И ако сакате да примите, ако сакате да го примите ова слово, да го промени вашето срце, и ако сакате да примите, тој е Илија кој треба да дојде. Тој вели за Јован Крстител, бидејќи е пишано добро дека второто пришествие, доаѓање на Исус Христос, ќе го најави Илија, но тој е Илија што треба да дојде. И ние сега ќе зборуваме за кој има уши да слуша, нека чуе, се повторува повеќе пати во Библијата, кај Исаија, Старозаветно, и овде во Евангелие по Матеја, 11 глава, 15 стих. А со кого да го споредам овој род? Тој личи на деца што седат по пазариштата, па им викаат на своите другари. Значи деца, неразумни деца, кои не научиле и ви велат: ви свиревме и не игравте, ви пеевме жални песни и не плачевте, оти дојде Јован кој не јаде ниту пие и велат: бес има. Тие гледаат само површината. Оти дојде Синот човечки, како што го нарекуваат Исус, кој јаде и пие и велат: ете човек ненаситен и пијаница, пријател на митниците и грешниците, и се оправда премудрост со своите дела. Син човечки е наречен Исус. Зошто? Затоа што е праобразец, првороден од мртвите, односно облик, патокас, каков е тој Син човечки, за да стане Син Божи. Ја објаснува патеката од Синот човечки, тој станува Син човечки за нас, за да разбереме, како имитативен театар. Бидејќи човекот учи гледајќи ги другите, театар значи место за гледање, обсерваторија, најстарите обредни форми значи место за гледање. Значи театарот, кој имал исцелителна природа во антиката, не бил тоа што денеска е нешто за забава човекот, него место за средба со Бог, каде човек му се обраќал на Бог, место кај што се гледало во небесата кон Бог и се гледало на земјата, што правиме ние и што сме срочиле, што сме сработиле за Бог. Значи дојде Јован кој јаде и пие и велите: бес има, дојде Синот човечки, се дружи со сите грешници, пијаници, и велите: пријател, пијаница на митниците и грешниците. Тогаш почна Исус да ги окорува градовите во кои се извршија неговите чудеса најмногу. Значи зборува за род деца непослушни кои не го разбираат, кои имаат уши, а не слушаат. За човечкиот род, за синовите човечки кои нема да станат синови Божји, освен ако не им се случи некој чудо како кај пророкот Јона.
Значи тогаш еве што зборува тој. Ги укорува градовите во кои се извршиат чудеса најмногу бидејќи не се покајаа, а некогаш и чудесата не се доволни. Тешко тебе, Хоразаине, Исус вели, тешко тебе, Вицаидо, ако во Тир и Сидон беа чудесата што станаа при вас, тие одамна би се покајале во кострет и пепел. Значи во одредени градови правил чуда и повторно не се покајале. Но ви велам на Тир и на Сидон ќе им биде полесно во судниот ден отколку вам. И ти, Капернауме, што си се воздигнал до небото, и ти, Капернауме, ова е метафора, што си се воздигнал до небото, до пеколот ќе слезеш. До пеколот ќе слезеш. Кој ќе се воздигне ќе биде понизен, кој ќе се понизи ќе биде возвишен. Тоа има неколку места во Библијата и ако ги читате овие работи ќе ги поврзувате. Значи, кој се воздигнува до небото, до пеколот ќе биде. Ние треба да знаеме дека сме зависни од Бог. Без тебе не можеме да направиме ништо, Татко Небесен, Исусе Христе, но со тебе можам да направам се. Оти кога сум слаб, тогаш сум силен. И ти, Капернауме, што си се воздигнал до небото, до пеколот ќе слезеш, зашто ако во Содом се беа случиле, извршиле чудесата што станаа во тебе, тој до ден денес ќе останеше. Содома и Гомора се потопени со огнена дожд, бидејќи правеа блудство, не веруваа во Бог, сквернавеа и кога ангели дојдоа кај праведниот Лот, тие сака да ги силуваат и да ги обљубуваат и тогаш Господ ги казни и ја извлече само Лот со семејството и рече на Лотовата жена да не се врти, да се сврти се камени. Тоа се метафори кои треба да ги разбереме, да не ги разбираме буквално. Но ви велам дека на земјата Содомска ќе биде полесно на страшниот суд отколку тебе, бидејќи таму не се случиат чуда, тие немаа можност да поверуваат. Во тоа време, откако продолжи Исус, рече, те прославувам. Еве кој се прославува. Татко мој, Отче, Господи на небото и на земјата, те славиме тебе. Оти си го сокрил тоа од мудрите и разумните, а си го открил на младенците. Младенци, значи луѓе што имаат на патека се раѓаат во Бог, па прво се младенци, деца, бебиња, па потоа растат и стануваат старешини. Да, Отче, таква беше волјата Твоја. Те прославувам, Татко мој на небесата. Значи, тоа е тој што треба да се прославува. Се ми е предадено од мојот Отец, вели Исус. Се ми е предадено од мојот Отец и никој не го познава Синот, освен Отецот. Ниту Отецот го познава некој, освен Синот. И кому што сака, Синот да го открие. Видите, ајде уште еднашка. Исус, се ми е предадено од мојот Отец. И никој не го познава Синот, односно него Исуса, освен Отецот. Ниту Отецот го познава некој, освен Синот. Синот го познава Отецот. И кому што сака Синот, Синот го открива Отецот. Бидејќи ние треба да го избереме Исус, за да дојдеме до Отецот, никој не доаѓа при мене, освен преку мојот Отец. И никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене, вели Исусот. И јас сум во Отецот, и Отецот е во мене. Ако ви е тешко, не можете да го разберете. Подразбира живење на Отецот со дух во видливото тело, како што бил Син Исус. И на крајот затоа пишува дека Отецот е во Синот и дека престолот на небесата, во небесниот Ерусалим, нема храм, туку храм ќе биде Отецот и јагнето, кои се едно, бидејќи тој живее со сета полнота во него, така пише во Светото писмо, но тоа е друга тема. И еве го оној стих, Исус ви вели вака, браќа, луѓе, синови човечки, дојдете при мене, Исус ве повикува, тоа е Бог кој ве повикува, дојдете при мене сите изморени и обременети и јас ќе ве успокојам. И треба ли спокој? Па дојдете при Исуса, земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце. И ќе најдете мир за душите ваши, зашто јаремот мој е благ и бремето моје е лесно. Ви имате повик од Исус. Тој доаѓа да биде син човечки, испратен е како ангел од Отецот, како што и Свети Јован
Ете, тој е ангел испратен пред тебе, го испратив твојот ангел пред тебе. Се овоплотил и станал човек преку земна жена, и тоа е приказна, но не, да не отвораме за да не се разбереме погрешно. Богородица, дали е паднат ангел, дали е слезен ангел, за да можеш да го носиш Бог во себе си, во тело, веројатно треба да си испратен ангел, иако тука не е запишано. Ако вие ги читате светите писма, ќе разберете дека не треба да се разбират буквално. И Исус ви вели, дојдете при мене, тој ве повикува, тој иди ги зема гревовите, тој ве исцелува, тој ве лекува, ништо вие немате свое, животот е од Бог, телото е гревано од земјата, душата е ваша, паднат ангел, и вие треба да се родите не од жена, туку од Бог. Значи Исус прво е роден од Бог, а потоа е слезен и овоплотен во Марија, значи не е роден од неа. Дека не можете да го разберете, но тоа е така. Еве Исус што ви вели, значи роден од Бог е категорија и роден од жена. Роден од жена е син човечки, гревовна природа, роден од Бог, се очистуваш од гревот, му предаваш се на Исуса, исцелен, возобновен, сетне и телото да пропадне, кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја зачува, нели? На Свети Јован му е отсечена главата, но тој е во Царството Небесно. И тоа е Илија што треба да дојде за да го најави второто пришествие. Еве уште еднашка Исус што ви вели, дојдете при мене, сите и изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Слава ти, Господи Исусе Христе, доаѓам секој ден при тебе. Земете го мојот јарем од себе, на себе, и поучете се од мене. Земете го мојот јарем на себе, и поучете се од мене, вели Исус, бидејќи сум кроток и смирен по срце. Дај ми, Господе, чисто срце, добра совест и нелицемерна вера, и ќе најдете мир за душите ваши. Ако немате мир во овој лажовен свет, а сигурно дека немате мир, зашто мирот свој ви го давам, вели Исус, мирот е во Бог, нема мир во светот. И гледате што се случува и во македонскава земја, еден сатански круг на омраза. Луѓето не го познаваат Бог, осудуваат, убиваат, прелюба, дрога, криминал, крадење, лажење, подпишување договори земји со сатански сили на овој свет, а кој го љуби светот, не е од Бога. Татко Небесен, ти благодарам што ми го отвори ова слово, те молам овие слова да допрат до оние што ги гледаат, да им ги отвориш срцата за твојата љубов, да клекнат на колене, да се покајат и да кажат, прости ми, татко, грешев, не знаев што правам, и се покајувам за сите мои гревови, ги набројуваш гревовите, им простувам на сите, како одлука на ум и на срце, покажи ми што треба да се покајам, татко мој. Исусе, те повикувам, дојди и застани на тронот на мојот живот, и откако завесата се расцепи на две по Христовото воскресение, нема повеќе таинства од црквите. Можеш да разговараш со Бог, да направиш личен однос, да се влези во својата скришна соба, како што пишува, помоли му се на твојот Отец кој е во тајност, и сеј што барате во мое име од Отецот, во името на Исус те молиме за мир во Македонија, за исцелување на сите луѓе што го гледаат ова слово да ги допре, да се покајат, да ти изберат тебе и да станат, да го поминат тесниот пат од синови човечки кон синови Божии. Ти благодарам, Татко Небесен, во името на Исус, што и денеска си ме поздигнал да се исправам на нозеве, да ги зборувам твоите слова, да бидам избран сад за твоја свечена употреба. Ти благодарам што ме научи да простувам, да љубам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Татко Небесен. Мир вам, македонци мои. Ти благодарам, Господи, ти предавам се што имам, моето семејство, мојата сопруга, моите родители, роднини, пријатели, се молам за моите непријатели, Господе, прости им, не знаат што прават. Им простувам и ги благословувам. Господе мој, татко мој, те молам за македонските политичари, за македонскава земја, да им ги отвориш срцата за твојата љубов и Македонија да се врати во Исус Христовата преградка. Зашто, ако не е со тебе, тогаш, Господе, таа припаѓа. Таа ќе живее во овој немир кој се случува.
U ime to na Otecot i Sinot, od Duch i Vistina, budete blagosloveni so Božjata ljubav, so Božjete slova, so Božjata svjetlina. Ostanete vo mir od Gospodov. Amin. Amin. Mir vam do Božjo carstvo nebesno. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Tatko nebesen. Ili, lama sabachthani, Tatko moj, zašto me ostavi? Ili, lama sabachthani, Tatko moj, zašto me ostavi? Na vistina, Isuse Sin Božji, na vistina, Isuse Sin Božji. Amin. Je poverúva vo Tebe, Isusa, Boží Otci, sen poja